Почитувани најмалку 12 оддели кои функционираат на хирургија, најмалку 12 оддели кои не функционираат нормално веќе 2 недели, а нема ниту еден збор од 12 раководители или директори со звучни имиња за колапсот на терцијалното здравство. Збор за хаосот немаат ниту доктор Александар Трајановски од Тоарилуц, ниту доктор Софија Пејкова од пластична хирургија, ниту доктор Зоран Караджов од абдомен, ниту доктор Сашо Дохчев од урологија, доктор Александар Жупановски од неурохирургија. Збор нема ниту доктор Неджат Јакупи од торакална, ниту доктор Славица Лејтајковска од детска хирургија. Збор нема од доктор Далил Јахија од ортопедија, ниту доктор Никола Брзанов од ургентен, ниту пак гласните доктор Илир Хасани од траума, екс-заменик министер и партнер на Филипче во градба, или доктор Маја Мојсова од Карил, толку гласна и ангажирана Филипче да не даде оставка после трагедијата со Тетовската модуларна болница. Ова е срамно и неетичко однесување. Да се чека крај на мандат со скрстени раце, додека пропаста на хирургија ги преоптовари сите болници во Македонија, а пациентите чекаат за операции. Срамно е заради негрижа да пропадне клиниката за хирургија, пациентите да заминуваат во приватните болници на своја или на сметка на државата. Немаат збор ниту министерот, ниту овие 12-мина за економскиот директор, кој што со екипа заминал на Азурен брег, ниту пак за оние така наречени заеднички служби. Никој од нив не кажал ниту збор, ниту претходно, ниту сега откако системот колабираше. Срамно е за белиот мантил, политичката определеност на неколкумина да се определат за молк, да е поважно од тоа да се помогне на пациент. Доведувањето на состојба на хирургија со затворени сали, скапан систем за компримиран воздух, скапана вентилација, скапани лифтови, исклучени рентгени, исклучени компјутерски томографи, скапани одеи за Карил да не се овозможи да се реновираат, а фирмата да моли за услови директори и администрација да се шетаат на Азурен брег е се само не здравство и се само не случајност или инцидент во столбот на македонското здравство, клинички центар. Одговорност ќе има, злоупотреба на службена положба, да подсетам, се прави со постапување, но и со непостапување. Прашањето за докторската етика да ја оставиме во рацете на колегите во бели мантили и секако на пациентите. Ви благодарам.